Стартот на судењето за пожарот во Окочанската дискотека, откако пред 2 недели во целост беше прифатено обвинението против 34 физички и 3 правни лица. Деталите во овие вести од колегата Зоран Јаневски го имаме во живо. Зоран, кога ќе стартува судскиот процес и каде ќе се одржува судењето со оглед на големиот број на обвинети лица, но и големиот број на адвокати? Да, точно денес на 16 октомври, кога се навршуваат 7 месеци од големата трагедија која што на 16 март се случи во Окочанската дискотека Пулс, Скопскиот кривичен суд го закажа стартот на судскиот процес во кој обвинети се 34 физички лица и 3 правни лица. Судењето за еден од најголемите судски процеси кои што ќе се одвиваат во државава ќе се одвива во судницата која што се наоѓа во близина на затворот Идризово. Првото судско рочиште е закажано за 19 ноември со почеток во 9 часот и 30 минути. Како што информира од Скопскиот кривичен суд, овој предмет ќе го води судиката Дијана Груевска-Илиевска. Пред да стартува судскиот процес, од кривичниот суд информираа дека имаше и неколку изземања на судии заради роднински или пак пријателски врски со дел од обвинетите, на повредените или пак врски кои што се однесуваат со бранителите во овој судски процес. Па така од Скопскиот кривичен суд рекоа дека во дека имало изземање во фаза на оценка. Тоа го сториле судиките Билјана Коцевска и судиката Бранка Наумовска. Како што рекоа од кривичниот суд, овие две судики побарале изземање од Советот за оценка, бидејќи ќерката на судијата Билјана Коцевска, адвокат, е бранител на дел од осомничените, а судијата Бранка Наумовска е во роднинска врска со една од жртвите, причини што се предвидени во законот како основ за изземање. Во фаза на постапување исто така имало изземање, па денес од Кривичниот суд информираа дека тоа го сториле судиките Тамара Витларова-Смилевска и Илина Смичовска-Илиевска, кои се изземале од постапување по предметот заради лично познатство со дел од оштетените. Инаку втор судија во овој судски предмет, кој што ќе го води Дијана Груевска-Илиевска, ќе биде Ахмет Идризи. Како што кажав, големата трагедија се случи на 16 марта годинава, загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. На обвинителна клупа идниот месец на 19 ноември ќе седнат 34 физички лица и 3 правни лица. Сите тие се обвинети за сторено кривично дело, тешки дела против општата безбедност. Како што информираа од јавното обвинителство, односно обвинението против овие лица, се однесува бидејќи во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати. Поради целосното непочитување на безбедносните правила, преполнетоста на објектот со посетители, настанало масовно туркање и паѓање на посетителите во ходникот, со што напуштањето на објектот било целосно попречено и биле предизвикани тешките последици. Се вели во дел од обвинението против овие 34 лица и 3 правни лица. Инаку во судницата во Идризово на 19 идниот месец ќе седнат поранешни министри за економија, тројца градоначалници на Кочани, собствениците на дискотеката Пулс, 4 директори на дирекцијата за заштита и спасување, вработени во економија, представници на фирмата за обезбедување. Сите тие се обвинети дека го сториле кривичното дело, тешки дела против општата безбедност. Инаку во соопштението објавено од Скопскиот кривичен суд, освен официјалниот старт на судскиот процес, закажани се и дополнителни судски рочишта во текот на ноември и декември, па така во текот на ноември се закажани уште 2 судски рочишта, додека во декември судот закажал уште 4 судски рочишта. Инаку пред да започне овој судски процес,
процес и да се најде во рацете на Скопскиот кривичен суд. Предметот првин беше пренесен од Основниот суд во Кочани и беше предаден во штипска апелација. Меѓутоа, оттаму рекоа дека не постојат услови во рамки на судовите кои што се дел од штипска апелација да се суди овој предмет, па тие го предадоа во Врховниот суд. Со одлука на Врховниот суд надлежноста за постапување по овој предмет ја доби Скопскиот кривичен суд, додека пак надлежноста за постапување беше префрлена и на Скопското јавно обвинителство, откако предметот се најде во рацете на Скопскиот кривичен суд. Деспина? Да, Зоран, по ваквата информација, дали до овој момент имаме став од родителите на загинатите деца со оглед дека токму ова барање беше и едно од нивните главни барања во изминатиот период? Да, тие во изминатиот период постојано апелираат за поскор почеток на судскиот процес. Од неодамна тие започнаа и со секојдневни блокади во Кочани. Меѓутоа, откако беше објавена веста дека судењето започнува наскоро, односно идниот месец на 19 ноември, тие денеска информираат дека секојдневните блокади ќе ги стават во мирување, меѓутоа секоја сабота, како што тоа го прават изминативе 7 месеци, ќе продолжат со мирните протестни маршови. Тие во своето соопштение до јавноста велат: ние, родителите и семејствата на починатите деца, соопштуваме дека со голямо внимание ќе го следиме судскиот процес со единствена цел да се открие вистината и да се обезбеди правдата за младите животи што беа изгубени во трагедијата што за секогаш го промени нашето општество, се вели во известувањето испратено од родителите на починатите во Кочанската трагедија. Тие уште додаваат дека очекуваат овој судски процес да се води во фер, транспарентен и непристрасен процес во кој што, како што велат, секој што има одговорност да ја понесе. Како што кажав и на самиот почеток, на точно 7 месеци од големата трагедија, веќе наредниот месец на 19 ноември ќе започне еден од најголемите судски процеси во земјава, односно за трагедијата во дискотеката Пулс, во која загинаа 63 лица, додека пак 200 беа повредени. Студио. Ти благодарам за овие информации, секако детален извештај пренесува